Поразителни економски политики. СДСМ за само 4 години власт ја задолжи државата на историски највисоко ниво, алармираат економистите. Анализите на економските експерти од ВМРО ДПМН кои на отворена панел дискусија ги анализира економските проекти на власта. Покажуваат дека Македонија е во длабока инфлација. Јавниот долг од 63% е највисок од осамостојувањето, а прогнозите за економски раст од 5% се далеку од реалност, вели членот на извршниот комитет Трајко Славески. И покрај бомбастичните најави за 8 милиарди евра инвестиции, власта во изминативе 4 години не направи ништо за подготовка за реализација на капиталните проекти. Нагласи Славески и додаде дека црвената линија на јавниот долг е премината. Концепцијата на развој на економијата на СДСМ се темели не на создавање на вредност, не на умножување на она што се вика на богатството, туку на распределба. Видите, тоа им е основниот фокус и распределбата, ако на неја се единствено се фокусирате, а не на производството, ќе ве доведе во ситуација да го распределувате сиромаштвото, односно да ја зголемувате сиромаштијата. Она што загрижува е прогнозата за уште поголем раст на јавниот долг. Со новата фискална стратегија што ја усвои владата, се предвидува јавниот долг на земјава да се искачи на рекордни 66% од бруто домашниот производ во наредната 2022 година. Иако со претходните стратегии се планираше брзо стабилизирање на долгот по ковид кризата или тој да се врати на старите патеки под психолошката граница од 60%. Сериозно загрижувачки е и галопирачкиот раст на цените, посебно на струјата која дополнително ќе ја зголеми сиромаштијата. Опозицијата предупредува дека куповната моќ на граѓаните е мала, дури и кај оние за кои власта се фалиот и биле нововработени, бидејќи не се доволно платени. Поранешната заменик министер за финансии од техничката влада Гордана Димитриевска-Кочовска предупредува дека сивата економија цвета, а младите двојно повеќе бегаат од државата. Цената на електричната енергија, која што не само што е големо оптоварување за домаќинствата, туку таа е еден од основните ресурси за производство, ќе ги поскапи цените и секако дополнително имаме зголемување и на даноците, ова навистина во овие услови, кога повторно ќе кажам, стапката на сиромаштија е стагнира, да речеме, не се намалува, само дополнително ќе го продлабочи проблемот. Власта се правда дека долгот расте, ама парите се трошеле за продуктивни цели. Долгот ќе се намалел преку поголем раст на бруто домашниот производ, но и со намалување на администрацијата.